Пред да кажам кои се действија ги презема јавното комунално предпријатие Водовод и канализација во моментов, најнапред морам да кажам со каква состојба се соочи новото раководство во ноември месец минатата година, во моментот кога го презеде раководењето со јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Имено, јавното комунално предпријатие во тој момент имаше долг од повеќе од 16 милиони денари кон секторот за води во рамките на Министерството за животна средина и неколку милиони денари по фактури со рок на доспеаност од 1 месец. Од тие причини, јавното комунално предпријатие во овај момент има изработено проект со кој што конкурираше во секторот за води во рамките на Министерството за животна средина од околу 10 милиони денари и во очекување сме овај проект да ни биде одобрен, со што би се компензирале 10 милиони денари, а средствата би се пренасочиле кон подобрување на водоснабдувањето на град Прилеп, поточно на улица град Јајце наспроти могилата на непобедените. Исто така морам да кажем дека јавното комунално предпријатие во моментот кога го превзеде новото раководство, на технички план беше на најниски можни гранки. Тие причини се превземаат повеќе действија, имено со успех се спроведува проектот Interage Balkan Mediterranean Water Energy Cycle заради набавка на географски информатички систем ГИС и техничка опрема за детекција на губитоци на вода, како и техничка опрема за детекција на девијација на канализационата мрежа, поточно тесни грла, запушувања и така натаму. Во ист момент, со наши средства, потеке постапка набавуваме геоскенер со моќност и видливост 5 метри под земја заради идентификација на водоводната и канализационата мрежа, како и детекција на сите истекувања на водите, без оглед дали се работи за технички губитоци заради дефекти или кражби на вода. Во моментот се спроведува исто така проект за промена на водомерите, односно за репарирање на старите водомери, вградување на радиомодули заради радиско отчитување, со што навремено би се читале водомерите, водомајчинствата и правните лица и навремено би ги сервисирали услугите кон граѓаните. Во текот на минатата годинава што измина, ние во континуитет ја поддржувавме локалната самоуправа при реконструкцијата на коловозните површини, секаде каде што беше дотраена водоводната мрежа, старите азбестни цевки ги заменувавме со нови полиетиленски. Имено на улица Бранко Секуловски беше заменета водоводна мрежа од повеќе од 500 метри, на Гога Димитриовски исто така беше заменета целата водоводна мрежа, меѓутоа беше интервенирано и на девијациите на канализационата мрежа. На улица Цане Кузмановски, кај пиланата Чавле, беше изградена целосно нова водоводна мрежа во должина од повеќе од 200 метри, а на улица Београдска, старата улица Београдска, на ободниот канал десно од резервоарите, во моментов се гради, се изведува целосно нова водоводна и канализациона мрежа во должина од повеќе од 250 метри. Во овој момент, спомна и градоначалникот, во тек е процедура за превземање на пречистителната станица, односно на собственоста на пречистителната станица од државата, Република Македонија, на име на општината, на локалната самоуправа, така предвидува четирипартитниот договор, а после тоа, откако пречистителната станица ќе стане собственост на општина Прилеп, со одлука на Совет треба да биде доделено стопанисувањето на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Она што во овај момент јас можам да кажам дека јавното комунално предпријатие е целосно подготвено како технички, така и со човечки ресурси за превземање на пречистителната станица и реализација, односно успешно функционирање на истата. Незината намена, знаете, е третман на урбаните отпадни води, односно нивно пречистување и враќање повторно во градската река на чиста, односно технички исправна вода. Во
исто време имаме изработено 2 проекти со кои што заедно со локалната самоуправа имаме аплицирано до владата на Република Македонија за реконструкција на старите градски извори. Тоа во овој момент се 2 извори Леково и Пашовски ливади, а планирано е дополнително да се изработат проекти за Душница и Пештерица, уште 2 извори. Со овие 4 извори имено градот се водоснабдувал комплетно до 1989 година, а од тоаш навеки се целосно запоставени. Во очекување сме овие средства да ни бидат одобрени, бидејќи ниту јавното комунално предпријатие, ниту општина Прилеп самостојно нема доволно средства да ја направи реконструкцијата, со што би се зголемиле количините на вода кои што би ги дистрибуирале до граѓаните. Изработени се елаборати за заштитните зони за бунарите на сите рурални средини, исто така заедно со локална самоуправа, односно со општина Прилеп. Изработени се проекти заради изведба на бунари во 2 рурални места, односно во поточно во село Канатарци и село Мало Којнари, со што би се подобрило водоснабдувањето во овие урбани заедници. Планирана е перманентно во наредниот период реконструкција на застарената азбестна мрежа со нова полиетиленска и отприлика, согласно нашите предвидувања и финансиските средства со кои располагаме, динамиката би била околу 5 километри секоја година. Во исто време, подготвуваме софтвер за електронска наплата на сметките преку веб страната на јавното комунално предпријатие Водовод канализација, како и софтвер за архивско работење. И во наредниот период можам само да кажам дека согласно позитивната законска регулатива, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ќе продолжи да ги извршува своите обврски и да ги подобрува услугите кон граѓаните на град Прилеп.